преспав официјално брои 101 епизода. Кои се вашите импресии и дали сте задоволни со постигнатиот успех на серијата? Па да, мислам дека мораме да сме задоволни. Самиот факт дека 101 епизода се направени е достигнување само по себе, а успехот претпоставам дека исто така очигледен. Преспа е местото каде што Господ Бог преспал е реплика од серијата. Дали локацијата на пансионот ја одбравте поради тоа што туризмот во Преспа речи се изумира? Дали е тоа обид да се оживее туризмот во Преспа? Немавме никакви такви намери, едноставно беше, самата локација беше интересна, Преспа сама по себе, после тоа се поврза при името на серијал кога го дефиниравме, на крајот беше да го најдеме вистински хотелот кој глумеше Преспа, тамо Лейквиу во Преспа и тоа, да. Некој, сега ако сакате да имплицирате дека има простор за развој, да има. Луѓето што го водат Лейквиу се прилично задоволни какво влијание имаше за посетата на нивниот хотел на Преспав, така да има простор, ама тоа веќе работа за луѓето што живеат таму да ги прашате. Колку често ви се случува за време на снимањето да добијате нова идеја за некоја епизода, па целосно да го смените сценариото или стрикно се држите? Тоа не се случува кога работиш на серија, што значи дека како е процесот. Пред имаш идејата за епизодата, па после тоа го ја развиваш на некој краток синопсис, поди цело сценарието, едно сценарио кога го усвоено веќе нема менувања. Тури има многу малку импровизации на самиот сет на снимање. Со оглед на тоа дека во Преспа има ликови од Хрватска, Албанија, Германија, дали серијата е исто толку популарна во овие земји како што и кај нас? Дали имаат откупена лиценца за да прикажуваат серијата? До сега официјално оди само во Бугарија. Се емитува од негде таму од средината на декември минатата година и ќе се емитуваат сите 100 епизоди во Бугарија на таа BTV се вика негледаната телевизија во Бугарија и на тие што се платформи кои BTV ги раководи, да има интерес за некои други подречја, меѓутоа за сега да има интерес за лиценцата да се откупи, меѓутоа сепак е проектот во фаза на развој Преспав, така да прерано сега да разговараме дали лиценцата би ја продали или не би ја продали. Може ли да ни раскажете некоја интересна ситуација за време на снимањето? Нешто што вас ви останало во сеќавање? Кога гледаш ситком или смешни работи на телевизија, тоа изгледа дека е забавно, меѓутоа работата на него е прилично напорна, така дали има луѓе се тоа се случуваат. Илјанице, колку 100 епизоди се околу 120 дена снимање, уште сигурно толку се подготовки минимум. Треба да се случуваат и некои работи. Например, ова годинава што се случи, тој ги има во трейлерот кога Береда паѓа, тоа едноставно се случи, не беше едноставно местено, или снимањето, она последната сцена, снимањето со коњот во студио само по себе не е приличен овај найтмер да се донеси коњ во студио на ситком, така да тоа беше малку и прилико продукцијски потфат во МТВ да се најде во лифт, да се каче горе во едно прилично затворен простор како што беше ресторанот од Преспав, така да интересни работи. Страват карактерите што ќе се случи со коњот и така. До сега во Преспав гостува актери од Србија, Бугарија. Да. Дали може да очекуваме соработка со некои актери од други земји? Може да очекуват, ама тоа се надеваме ако се снима и која ќе се снима 5-та сезона, па проблемот е тука, знаете што, предпоставувам дека очекувањето да викнеш популарен актер во веќе популарна серија, треба публиката да го знае тој актер дека е популарен. Проблемот на затвореноста на балканските општества, ние многу малку знаеме популарни актери, да речеме од Бугарија, скоро никој. Од Србија ги знаеме оние актери кои се таа постара генерација, можеби се вика овој Трифуновиќ е единствениот актер кој веќе има над 50 години кој што е познат кај нас, така ние не познаваме актери и тоа е прилично тешко да донесеш некој тука кој со својата атрактивност би ја збогатил, да речем,
палетата на актери кои што ги имаме ние како Преспав. Она што добро ке Преспав се покаже дека актерите се стварно добри, они главните актери кои ги имаме. И многу тешко било кој да дојде од страна може да се носи со нив од една страна начин, да кошикате втора страна динамиката на самото снимање. Ние снимаме една епизода на ден, кој да донесеш од странство или предходниве години искуството, други актери прилично тешко им одеше адаптирањето на први на динамиката на снимање, со на начинот на кој што се снима серијата и второ да се водат да на некој начин да им парират на наши актери, вие се зверо едноставно. Колку е всушност тешко да се добие производ квалитетен како што е ситком серијата Преспав? Па дали е тешко? Не го работиш тоа. Тоа е тоа, дали е тешко или лесно, не знам што да кажеш, дека едноставно не е едноставно. Од работа на серија, работа на култура, например, повеќето зависи од многу нешто кои што се поврзани. 100 епизоди Преспав значи 100 сценарија. Тие 100 сценарија треба сценаристи да ги направат. Тоа не е само по себе така едноставно. Второ, тие треба да се направат костими, треба да се најдат доволно. Еден проблем што ги има веќе, ние немаме на располагање актери кои што може да влезат како епизодни улоги. Мислам дека се што имаше во Македонија актери кои што работи ние помина низ Преспав многу умен начин. Така и предизвиците се секогаш тука, меѓутоа на крајот па и задоволството предпоставам дека поголемо кога веќе видиш тоа толку лимитирани и услови и би реколе во лимитирани општества како што сме ние може да се направат квалитетни серии. Дали буџетот за една серија представува проблем Преспав да има конкуренција? Како вие располагате со буџетот? Дали Па мислам дека треба други луѓе да прашаат за тоа. Преспав, бидејќи исклучок и по квалитет и исто време не исклучок на начинот на кој што е направен. Мислам дека Преспав од една страна покрај што прва серија кај нас направена прва серија која беше одржлива. Например, предходните пред МТВ да влезе како партнер на проектот, втората сезона на Преспав беше комплетно економски исплатлива самата по себе, така да Преспав покаже, мислам дека може дека кај нас има простор на комерцијална основа да се работат добри ТВ проекти, ама тоа е предизвик за продуцентот. По втор пат се снимаше новогодишната програма на Македонската радиотелевизија. Што тоа значи за вашата продукција? Новогодишниот формат сам по себе можда најтешкиот телевизиски формат за работа. Според многу нешта тој и најтешко да се производи први не трае многу долго. 3,5 сати генерално новогодишна програма трае. Второ е многу скап сам по себе. Например, балканските новогодишни програми што ние гледаме коштат со стотици илјади евро, 400-500, понатаму една програма што кој вие ги гледате на ХТВ или РТС, така да се ето само по себе скапо. И третата работа, тие 3,5 сати треба да се наполнат внатре со нешто, тоа треба да биде забавно, интересно и едноставно 3,5 сати да го задржиш вниманието на луѓето. Преспав само по себе ситком, а новогодишните е класична шоу програма. Така да, кога на некој начин дојде понудата од МТВ да го направиме, за мене лично беше предизвикот и влегувавме како продукција во една друга вода. И бев сигурен дека имаме доволно квалитетни материјали, од друга страна квалитетни актери и како на ниво на продукција кои што може тоа да го одработат. Први беше тешко да се направи музичка дел, второто да го компонираме со играниот дел на актерите, на крајот сето тоа да се спакува на ниво на сценографија, на постпродукција и така натаму и така натаму. Успехот лани и годинава покажува дека сме биле на добар начин и да, мене ми е забавно, таа годинава ние спродуциравме 40 нови песни, што значи дека само по себе тоа е голема бројка. Не знам дали цела македонска музичка продукција генерално во текот на цела година продуцира таков квалитет на прецена музика, сето тоа спакувано добро визуално. Меѓутоа тука помага и успехот и талентот на самите актери. Сепак тие се мултидисциплинарно на ниво на талент. Да не спомнам Игор Џамбазов, Тијана, Јелена и така да, кои сами по себе се зверки, пак ќе кажам. Дури Игор Ангелов пее одлично.
затајати за Фирчев кои покажа завидни вокални квалитети. Така да, има добар тим кој што го работи тој, па се предпоставам дека не беше тешко. И тоа пред се новогодишната работа на престиж на телевизијата која го продуцира тоа. Освен Преспав и Петко, кои други производи ги има охо-продукцијата? Петко ние работиме годишно околу 60 епизоди. И плюс Преспав уште 20, 80, плюс новогодишната уште 3 сати. Тоа само по себе работа за 3 продукции, не на едно. Ова што го работиме. Пред второ и специфичност, особено на Петко е само по себе прилично, би рекол, бара време, ти се работи за квалитетна програма за деца, која во себе покрај драмски дел има многу музика. Второ, покрај драмски дел има доста едукативен елемент кој што тој треба да се спои со приказната, да биде интересно, забавно, да биде интересно за деца, да биде интересно за родители, да го правиме така да може без проблем да функционира на YouTube, да функционира на телевизија и така натаму. Така да тоа е доста работа. Сега, дали покрај тоа стигнуваме да работиме нешто друго, ако е прашањето, сепак со лимитирани број на луѓе што ги имаме и со лимитираност на како ние функционираме како општество, да работиме други проекти, други документарци. Спремаме еден документарен серијал кој што се вика Портокалева Македонија, кој што треба скоро да го пуштиме. Работиме уште 2-3 други документарци, годинава треба да работиме еден долгометражен филм. Има доста тоа. Дали државата обезбедува доволен буџет за македонските ситком серии? Па државата не обезбедува буџет кај нас за ваков типоти. Например, воопшто кај нас немаш начин, мислам дека сем агенција за филм секоја втора година обезбедува некои пари за телевизиски серии, за другото не постојат ништо. Меѓутоа, тоа е проблем на културна политика. А тоа кај нас не постои. Затоа кој е прашањето дали државата обезбедува, имаме проблематично да ги споиш работите Македонија и државата, така да за жал за сите работи не е одговорот, меѓутоа се надевам дека понекогаш ќе се најде начин, меѓутоа дека имаме очекување, немаме очекување. Меѓутоа од друга страна па покажавме дека можат на други начини да се прават квалитетни содржини. Ако мене ме прашаш, мислам дека тоа е добро. Дека искуството, секој субвенционирање на држава на некој начин не дава резултати на ништо, туку едноставно само тие корупцијски приказни се зголемуваат кога државата решава да интервенира во некој дел со надеж тоа да го подобри. Кај нас тоа не се случува и најчесто тоа завршува со некоја контрапродуктивна приказна. И за крај, гледачите на Преспав очекуваат 5-та сезона. Дали планирате да продолжите со снимање на серијата и па нека остане тема за некој народно и дружба или интервју, така да, ние работиме на 5-та сезона на Преспав и на 6-та предпоставувам дека тоа се веќе работиме, кој ќе ти кажам дека работиме тоа дека во нашата глава се поставуваат прашања како би сакале тоа да се развива, во која насока да оди, какви приказни биле интересни за публика, да, меѓутоа дали тоа ќе се реализира, има многу отворени прашања. Сепак е сложена процедура да се направат уште тие 22 нови епизоди. Ви благодарам за одвоеното време за Мија. Ви благодарам и вас на вашиот интерес.